Добре дојдовте во училница на часот по математика за четврто деление. Денес ќе се дружиме заедно со мене, Маја Трајковска. Овој час е предвиден за активности за следење на постигнувањата на учениците кај собирањето и одземањето. Ќе ни бидат потребни тетрадка и молив. Што очекувам од вас овој час? Да собирате и одземате двоцифрени броеви од трицифрени броеви. Да изберете стратегија за да најдете одговори на проблеми со собирање и одземање. Самостојно избирате соодветни мисловни или пишани стратегии за пресметување кои вклучуваат собирање или одземање и да го образложувате начинот на решавање и размислување. Да се потсетиме, кога се собираат два броја, например 287 плюс 45 е еднакво на 332. Првиот број во собирањето се нарекува прв собирок, вториот број се нарекува втор собирок, а бројот што го добиваме се нарекува збир. Кога се одземаат два броја, например 147 минус 29 е еднакво на 118. Првиот број кај одземањето се нарекува намаленик, вториот број се нарекува намалител и третиот број што се добива се нарекува разлика. Што е тоа месна вредност? Вредноста на цифрите во даден број зависи од местото, т.е. позицијата на кој се наоѓа таа цифра. Таа вредност се нарекува месна или позициона вредност на цифрата. Во бројот 586, цифрата 6 е месна вредност единици. Цифрата 8 е месна вредност десетки. Цифрата 5 е месна вредност стотки. Многу важно кај собирањето и одземањето е секогаш единиците да бидат запишени под единиците, десетките под десетките и стотките под стотките. Разложување на броевите. Например, бројот 598 има 8 единици, 9 десетки и 5 стотки. Во развиена форма овој број ќе биде запишан како 5 по 100 плюс 9 по 10 плюс 8 по 1 е еднакво на 500 плюс 90 плюс 8 е еднакво на 598. Бројот 598 е парен број, бидејќи на местото на единици стои цифрата 8. Еден број е парен ако завршува на цифрите 0, 2, 4, 6 и 8, а е непарен ако завршува на цифрите 1, 3, 5, 7 и 9. Треба да знаеме и тоа дека во една десетка има 10 единици, а во една стотка има 10 десетки и 100 единици. Во бројот 343 има 3 стотки, 4 десетки и 3 единици. Заокружување до најблиската десетка и стотка. За да заокружиш број на најблиската десетка, треба да ја погледнеме цифрата на единици. Ако цифрата на единици е 1, 2, 3 или 4, тогаш не ја менуваме цифрата на десетки. Бројот 42, цифрата на единици е 2, па бројот се заокружува на 40. Ако цифрата на единиците е 5, 6, 7, 8 или 9, тогаш се заокружува на следната десетка. Бројот 46, цифрата на единици е 6, па бројот се заокружува на 50. За да заокружиш број на најблиската стотка, се гледа цифрата на десетките. Дали се сеќавате како се читат броевите од бројна оска и како се користат бројните оски? На неа се прикажани броеви од 0 до 100. Секоја помала поделба представува една десетка. Стрелката ја покажува бројната вредност 40. До сега имаме изучено неколку стратегии за собирање и одземање. Ќе се потсетиме на некои од нив. Например, бројот 187 му додаваме број 8 и добиваме збир 195. На бројот 187 му додадов 3 единици за да добијам 190, а потоа ги додадов и останатите 5 до 195. Или пак, на бројот 187 да му додадеме 99, ќе добиеме збир 286. На бројот 187 му додадов 100, а потоа на добиениот број му одземав 1 и ми остана 286.
Ваша задача е самостојно да ги решите наредните две задачи. Под А 456 плюс 9 и под Б 357 плюс 99, а потоа да ја објасните постапката на собирање. Да ги повториме стратегиите за одземање. Например, бројот 403 минус 7 е еднакво на 396. Од бројот 403 одзедов 3 за да добијам 400, а потоа ги одзедов останатите 4 до 396. Или од бројот 187 да одземеме 29, ќе добиеме број или разлика 158. Бројот 29 е блиску до 30. Од 187 одзедов 30 и ми останаа 157. Но бидејќи одзедов за еден повеќе од што требаше, додадов еден назад и добив 158. Самостојно сега ќе ги решите и наредните две задачи. Под А 357 минус 99 е еднакво, под Б 703 минус 61 е еднакво. Потоа објаснете ја постапката за одземање. Броење нанапред со чекор. 46 плюс 32. На дадена бројна оска го бараме бројот 46. Бројот 32 го разложуваме на полни десетки и единици. Имаме 3 десетки и 2 единици. На бројот 46 ги додаваме десетките и го добиваме бројот 76. И на бројот 76 ги додаваме и двете единици и добиваме број 78. Значи 46 плюс 32 е еднакво на 78. Броење нанапред или наназад со поголеми чекори. На пример, 96 минус 43. На бројна оска го бараме бројот 43. Од бројот 43 до 93 имаме полни 5 десетки. Кога ќе ги додадеме тие 5 десетки на бројот 43, го добиваме бројот 93. Ни преостануваат уште 3 единици. Значи 96 минус 43 е еднакво на 53. Преку овие задачи провери се колку си научил. Примени го наученото за броевите и избери соодветна стратегија за да ги решиш задачите со собирање и одземање броеви до 1000. Можеш да користиш картички со броеви, табела стотка и бројна оска. Решете ги задачите според барањата и испратете ги на вашата наставничка. Ви благодарам на вниманието.